Милешке Николова, куќа, односно града, односно влада во вашиот случај, се гради на стабилна основа. Да има сеизмичка стабилност. Но вашата куќа само за 24 часа претрпи минимум 4 земјотреси. И е веќе руинирана. Првиот, оставка на Весел Мемети. Е напушта владата, заминува функцијата заменик председател на собранието. Драган Тевдовски не сака да биде советник во кабинетот на Зоран Заев. Земјотрес. Бранимир Јовановиќ посочи кој местел огромни тендери во Министерството за финансии или во владата. Знаете што се менува само во вашата куќа? Што е нестабилно? Сега ќе ви кажам. Што е фиксно поточно? Вработените во Еврокомпозит се уште немаат замено плата. Платформата на Матка е се уште тука, собственикот не е познат. Единствено, различно од вчера во овие 24 часа, е цената на праските во Росоман. Вчера за 50 денари се купуваја 10 килограми, денеска за 40 денари добивате 10 килограми. Не сакам да помислам дека утре за 30 денари ќе добијате 10 килограми. Искрено го почитувам колегата Горан Милевски, кој што е мој личен пријател. Убеден сум дека со успех ќе извршува функцијата на која што претендирал. Но сметам дека е лоша политичка одлука. Затоа што партијата сега е нестабилна, како и куќата на владата, затоа што остана само со еден пратеник и обезглавена. Но знаејќи го неговиот карактер, убеден сум дека во првите 72 часа ќе успее да издействува оставка од градоначалникот на Шутка заради 18-минутниот скандал. Убеден сум дека во вторите 72 часа ќе успее да го разубеди од идејата градоначалникот на Студеничани дека во Република Македонија не му е потребно на градоначалник да има блендирано возило. Убеден сум дека ќе разговара со Мерко, дека меѓу Шкода, Ауди, Фијат, Мајбах нема разлика. Тоа е само службено возило. Убеден сум дека ќе сугерира на владата дека законите што ги носеше за отпишување на долгови не се уставни, не се рамноправни. Затоа што не е коректно граѓаните на општина Прилеп кои што имале општина с која што има само 9 милиони денари долг, да ги плаќаат милионските евра долгови на Охрид, на Куманово, на другите поголеми општини. Затоа што сите од нашите даноци издвојуваме исти средства. И не е фер да ги одборчуваме општините кои што свесно се заборчувале за денес да купуваат блендирани возила или пак да се луксузираат во нови автомобили кои што чинат повеќе од 80.000 евра. Убеден сум дека Горан Милевски ова ќе го направи во првата недела. Доколку не, ние ќе бидеме најголеми критичари на неговата работа. Благодарам.